Штетниците во овој период од годината се многу опасни за земјоделските површини, при тоа можат да го намалат приносот за 30 до 40%. Земјоделците, иако ја пратат состојбата со нивните површини во секој момент, треба да преземат мерки за заштита на родот, се со цел приносот да биде максимален. Појавата на штетници е најопасна за пченицата и пченката, велат надлежните. Пченката е во пораст сега 2-3 лисја, 4 лисја, зависи од големината, да ја нападне сјајник и било шо, значи лема, таква работа не сме да се дозволи, ако доколку таква работа се случи, мислам дека пак катастрофална работа ќе биде, а може да се случи до сега баш прашањето е на место, до сега се очекуваат некои температури до 30 степени, а меѓувремено се очекуваат и мали дождовчина и тогаш инсектите најмногу напаѓаат. Значи вистина треба предосторожно земјоделците сами да ја пратат состојбата. Историски гледано, земјоделците од Пелагонискиот регион на неколку пати се соочувале со големи проблеми, предизвикани од неколку видови на штетници. Например, не дај Боже да се случи, например, со, како што имам една година, марокански скакулец, например. Мароканскиот скакулец направи огромни штети, например. Тој ќе нападни, ништи, сончолео скрос може да го ништи. Значи, пченката може да ништи. Житото, се може, значи, да има тоа. Второ, може, например, лемата. Лемата е на такви високи температури и влажни, при дождови, лемата исто така ништи. Значи, може да, ако не се сети навреме, може да се уништи све. Значи, мора предпазливост. Доколку забележат појава на штетници, земјоделците можат да се обратат во Министерството за земјоделство, каде имаат прилика да добијат стручни совети како да се соочат со тој проблем.